потребен ти е верски водич. Ова е обврска единствен и неопходен услов без кој не може. Ве молам, почитуван професоре, дали е потребен духовен водич за да се живее верата? Ако е потребен, дали тоа е неопходност или може и без него? Аллах Джеше вели во 33 од ајетот сура Рахман. Без власт, никој не може да ги премине границите на небесата. И Аллаховиот пратеник ја става точката. Вели, ви оставам два аманети. Едниот е книгата на Аллах, а другиот е моето семејство, Ефи Бейт. Муршидот на Аллах е името во Куранот. И во 17-тиот ајет од сура Кехф, Аллах вели, кого Аллах ќе го остави во заблуда, за него нема да најдеш ниту еден пријател, ниту водич муршид. Значи, духовниот водич, муршидот чие име Аллах го спомнува во Куранот, е апсолутно задолжителен. Без него не можеме да го живееме исламот. Денес, ако некој сака да стане камил човек, патот до тоа води преку еден камил муршид. Ако денес сака да биде еден од искрените, садик, тоа мора да биде преку дружење со еден искрен. Ако денес сака да биде од добрите, салих, тоа е преку тоа да биде покрај добрите. Ете, ајетот од сурето Тефпе, 119-тиот ајет. Овие што верувате, бојте се од Аллах и бидете со искрените. Бидете богобојазливи и бидете заедно со искрените, садиките.